Металурзи, биохемичари, агрономи и занаетчи. Овие струки беа истакнати како дефицитарни во последните години во Полошкиот регион, покажуваат резултатите од истражувањата. Потребни се одредени измени во образовниот процес, да се зголеми бројот на одсеци кои се потребни и така би се отвориле повеќе можности за вработување на младите. Соработката на образовните институции, бизнис секторот и општината е исто така од големо значење. Се јавуваат одредени кадри кои што се дефицитарни, а додека имаме суфицит на одредени кадри кои што не се бараат. Сега ние сакаме со ова да наметнеме преку Министерствата за образование да се размислува околу одредени струки на образование со кои што овие дефицитарни кадри би ги пополниле, а со тоа би им овозможиле на младите што побрзо да можат да засниваат работен однос, но исто така и правиме други напори од оние кадри кои што во моментов се суфицит. Ние пробуваме преку Агенцијата за вработување да направиме преквалификација, доквалификација со дополнителни практики, со анимирање на одредени работи кои што им се потребни на работодавците и со тоа пробуваме на секој начин како младите да дојдат до побрзо вработување. Во недостаток на такви кадри, предпријатијата се принудени сами да работат првично млади без искуство, да ги обучуваат неколку години и после да ги користат за нивните потреби. Но проблемот е дека откако тие млади некако доаѓа до соодветни стручни знања и вистини, е потешко и да ги задржа. Тука недостасува, како една од предлозите на самото истражување, дека треба да се направи еден функционален систем на триаголникот општина, предпријатие и образование, каде што ќе произведува соодветни кадри според барањата на потребите на пазарот на трудот. За да бидеме поконкурентни на пазарот, особено во Европската унија, апелираат експертите, треба да се инвестира во развојот на човековите ресурси, но и во образованието. Во нашиот регион, акцентот треба да се стави на развојот на младите кадри кои излегуваат од училишните клупи и остануваат невработени.